Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи. Еден голем поздрав од тимот на Вкусот на традицијата. Ви праќаме од комплексот Златно буре Кучково, поточно од ресторанот на Златно буре Кучково, каде што ги снимаме емисиите и воедно се домаќини на емисијата Вкусот на традицијата. Ние ги следиме постите и така да се трудиме секој ден да ви презентираме убави, вкусни, традиционални македонски постни специјалитети. За денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви подготвам солени триаголници со варени компири. Тоа е нешто прекрасно, убаво, вкусно, лесно за јадење и лесно за приготвување. За овој специјалитет да го направите, вас ќе ви бидат потребни. Значи, 1 килограм компири, предходно сварени и изрентани. Понатаму, 1 главица кромит, која што ќе ја испржите, да омекне убаво да се испржи на малку масло. Ќе ви биде потребно 1 килограм брашно или 900 грама брашно со 4,5 или 5 децилитри топла вода, 1 коцка свеж квасец, малку сусам за наросување, шекер и сол по 1 кафена лажичка за да го потфатиме квасецот, малку мешан сув зеленчук, малку сол, бибер, малку буковец, триена сол, ќе ни треба ким. Кимот фантастично одговара со целата ова комбинација и малку орегано. Сега, најпрвен што треба да го направиме тестото. Значи, ќе го земам квасецот и ќе го изронкам вака. Ќе му ставам топла водичка, млака, значи, да ми го држи прстот натре. Ете така, да ми го држи прстот, ќе му ставам шекер, сол и 1 до 2 супени лажици брашно и ќе го оставам да се потфати квасецот. А потоа ќе правиме што ќе правиме. Еве, доволно е ова. Така. Не треба да ви биде премногу врела водата за да не ви го расипе квасецот. И ќе ви треба 1 оклагија сето ова да го направите. Нека се седи вака квасецот, 20 на минути да се потфати и ќе продолжиме со работа. Ох, како е убаво стасан квасецот, погледнете! Оу, замера, како вела старите, да се прекрстиме пред да почнеме со месење. Еве, сега го додавам брашното. Така. И во тестото ќе капнеме малку масленце. Многу малку. Сега полека, додека направам едно средно тврдо, така средно тесто, ни меко, ни тврдо. И повторно ќе го ставиме да стаса малку. Затоа што е добро стасан квасецот, нема да има проблем сега. Зетинче ќе ставам и во меѓувреме, додека го подготвувам тестото, ќе ставам масленце, затоа и ви реков, нели по потреба се става, ќе го ставам кромитчето само малку да се испрши.
И потоа ќе го спојам со ренданиот компир. Имам и уште една ваква тепсија брашно. Какво е убаво тестото, ја како го допирам, тоа така меури вади. Сега додавам брашно така по крајчето, да видиме колку ќе земе, а во меѓувреме, значи го ставам кромитот да се потпрши. Ете така, и дрвена лажица, сето тоа да го измешам. И сега си доставаме брашно, се додека си впива. Значи, кога ќе престане да се лепи. Се смеам, ваму месам, ваму пржам. И ова може и да го исклучите, значи само малку да го фати врелото масло и окей си е. Така. Потоа ќе го извадам на работната маса, за да можам добро да го измесам. Како и секоја жена, нели, кога меси, така, си ставам тука брашно и го вадам тестото. Мора прво да се исчисти раката, за да можеме да продолжиме со месење. Ете така. Како е лесно. Како лесно се движи. И лесно си е тестото. И не треба многу, што би се рекло да го притискате, да го гњавите тестото, туку само вака. Со лесно превртување на раката, еве тоа одма се препознава дека ќе биде многу добро. Така. Неколку пати уште ќе го завртам и го оставам да надојде, да го зголеми својот волумен. Ете така. Леле, убајни е тестото. Еве го. Ќе го вратам сега тука, во садот и го оставаме да скисне, да надојде, а во меѓувреме промешувам овде. И ова му е доволно. Нека го уште малку. Се гледаме кога ќе надојде тестото. Еве и кромичето е готово. Сега ќе му ставам на него зачини, сол, малку мешан сув зеленчук, малку биберче, малку буковец, малку триена сол, така, и малку орегано. Ќе промешам и сето ова ќе го ставам кај компирот.
За мерак ќе биде ова. Убаво ќе промешам. И ќе го додадам кимот. Така. Ќе пробам само за сол да видам дали е доволно. Машала тестото. Така. Сега вака да земам. Уште малку сол морам да ставам. Така. И ќе му капнам уште малку масленица. И филот е готов. Него ќе го ставам тука. И сега почнуваме со следната постапка, а тоа е да го размесиме тестото и да формираме убава кора која што ќе направиме како ролат. Ќе наросам брашно. Така, Ќе го поделам тестото во два дела. Прво ќе го размесам, ќе го поделам во два дела и потоа постапката ќе ја повторам и со едниот дел и со другиот дел. Така. Ова само се прави, да ви кажам. Кога тестото ќе го погодите, само се прави. Така. Вака сега. Го делам сега на два дела. Така. И повторно секој еден дел го размесува. Еве го, едното делче, сега и другото. Еве го тестото. Сега развлекувам една кора со оклагијата. Јас како развлекувам, оно така ме ури пушта, затоа што навистина многу добро. Тестото се погодува и брашното, и квасецот. Треба една правоаголна кора да направам. Јас како влечам, тоа се враќа. Одлично. Ете така. Сега ќе намастам со масло.
Така. И половина од филот ќе ставам врз кората. Така. Убаво ќе го распределам подеднакво да биде насекаде. Кречињата нема да играат во приказната, нив ќе ги тргнам, ќе ги испечеме, но повеќе филот кон средината. Така. И сега започнувам со виткање. Да добиеме еден ролат. Да го убаво измазниме. Така. И сега ќе си правам триаголници. Така. И ќе ги редам право во тепсијата. Знаете како кога мајките ги еве како треба да изгледа кога мајките ги правеа кифличките дома. Како тие крајчињата секогаш беа за децата, кога ќе се испече тие понеубавите за децата, за да бидат убавите за гостите. Таман, еден ролат, една тепсија. Така. Сега ќе им капнам малку масленце од озгора. И ќе им ставам малку сусам. Ајде така, малку сусам. И малку ким ќе им ставам од озгора. Така, и кимот малку. И веќе се подготвени за печење. Ќе ги печам на температура од 220 степени, а потоа ќе намалам на 200 степени. И сега постапката ја повторувам со останатиот дел од тестото. Па да продолжиме со работа. Таман овие малку ќе надојдат. Еве ги и овие што ќе се печат за нас.
И вториот ролат е готов. Море тестово. Како се погоди. Ептен се погоди. Така. Сега го прибирам тука ролатот. Значи вака правиме. Го изедначуваме. Крајчињата ги отстранувам. Реков тие ќе бидат за нас. Така. Еве и другата тепсија. И тука малку да капнам масленце. Така. Леле, каков убав вкус има филот, компирот со кимот. Ау! Така. Можете од озгора да си ставите и маргаринче или само со масленце. Овие ги ставам секако од страната да се испечат, може и во друго тавченце ќе ги ставам и тие. Сега и овде ќе капнам малку зејтинче. Така. Ставаме суса. И малку ким, ги оставам 10-15 минути да одморат и веднаш на печење. Супер! Се гледаме откако ќе ги испечам. Еве ги нашите триаголничиња со фил од компири. Мераци, леле, 2 тепси убаво испечени. Погледнете ги од доле печени и од горе убави. Уживање. Ова принеси си ја тепсијата, пушти некој филм и уживај. Леле, колко е добро. Компирот со кимот. Од озгора апкави, а внатре филот сочен, мек. Премногу добра комбинација. Запосни кифличке. И со добра чашка винце, чај. Можете да уживате во вкусот на овие триаголници со компир и ким. Прекрасно нешто. Тестото како е погодено. Фантастично. Направете ги овие. Мислам дека сабота и недела доволен ви е денот за да можете да измесите некое тесто, доколку другите работни денови се брзате. И израдувајте ги вашите најмили со вкусни триаголничиња со компири. Да знаете, ќе ви бидат многу благодарни. Поздравувам
до следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат, не секогаш насмевката значи среќа. Понекогаш и насмевката значи дека си многу силен да се смееш кога многу работите болат. Се гледаме следната емисија. Останете со Вкусот на традицијата на Алфа ТВ. Довидување.